Во салонот на Toyota Автоцентар беше представена новата генерација на компактниот Yaris, во чиј развој главна улога одиграа европските дизајнери и инженери на компанијата со цел моделот што повеќе да го приближат до клиентите на стариот континент. Во споредба со својот претходник, Yaris 2017 се одликува со повеќе од 900 нови делови. Инвестицијата во новата генерација на моделот е во износ од 90 милиони евра, а неговото производство како за европскиот, така и за останатите пазари останува доверено на Toyota Motor Manufacturing France. Со целосно променет дизајн на предниот и задниот дел, Yaris 2017 е значително по-стилски и по-модерно креиран од својот претходник. Дизајнот е од клучно значење за клиентите при избор на автомобил во B-сегментот и тимот во европското дизајнерско студио на Toyota ED2 го стави својот фокус врз атлетски и динамични форми за новиот Yaris. За да се постигне ова корекција претрпе како предниот, така и задниот дел на возилото. Главниот фокус при обновувањето на интериерот на Yaris беше да биде запазена свежа и модерна визија и сеопфатна атмосфера, но со нови тапацири, бои и декоративни детали, како и повеќе модерни инструментални апарати и копчиња кои гарантираат одлични ергономија и HMI интерфејс. Комбинираната централна конзола е со целосно нов 4,2 инчен TFT мултиинформативен екран кој е стандарден за ниво старт. Други дизајнерски детали во интериерот вклучуваат нови спроводници, ладно-сино осветлување на инструментите, вклучувајќи нови копчиња со чист дизајн и полесна употреба. Од Toyota ветуваат дека тој ќе биде и најбезбедниот представник на легендарниот модел. Новина во опремата на Toyota Yaris 2017 е и 1,5 литарскиот бензински мотор, кој е помоќен и поекономичен во споредба со 1,3 литарскиот агрегат кога го заменува. Yaris продолжува да биде уникатен во B-сегментот со својот хибриден погон што обезбедува непречено релаксирачки и интуитивно управување. Цената на базниот модел е 9.990 евра. Прв пат во својата историја подолга од 1 век, Алфа Ромео зачекори во сегментот на SUV возилата. Во светската премиера во Лос Анџелес кон крајот на минатата година, новиот Stelvio во Женева имаше свој европско деби, а за кратко време еве го и кај нас во ценовникот на Automobile SK. Нема сомневање дека италијанците кога станува збор за креацијата, убавината, стајлингот, одново завршиле голема работа, па ова несомнено е една од најголемите звезди во сегментот на глобално ниво. Stelvio е изграден врз платформа на седанот Alfa Giulia. Токму со овој седан брендот се стреми да го подобри својот имидж кај нас. Не случајно двата автомобили беа една до друга со презентациите кај нас. За возилото велат дека има необично динамички за представник на SUV категорија однесување на патот благодарение на високотехнолошката суспензија со поголем удел на алуминиумските компоненти и распределбата на тежината во сооднос 50:50. Ексклузивниот модел Stelvio First Edition е со 2.0 турбо бензински мотор со 280 конски сили, како и трите нови супер верзии со 2,2 дизел мотор, едната со 120 конски сили со 180 конски сили и третата со 210 коњи. Двата мотори, како бензинскиот, така и дизелскиот, се поврзани со автоматски 8-степен менувач и нудат 4 погон на сите тркала. Тип моделот Stelvio Quadrifoglio е опремен со 2,9 V6 Twin Turbo бензински мотор со 510 конски сили. Цените за Stelvio започнуваат од 44.900 евра за моделот опремен со 2,2 литарски GDTM турбодизел со 150 конски сили. Помокниот турбодизел со 180 конски сили чини 47.800 евра, додека најмокниот дизел со 210 коњи чини 52.600 евра. Цените на бензинците започнуваат од 52.200 евра за 2-литарскиот турбобензинец со 280 конски сили.
Во понудата на македонскиот импортер, на јапонскиот производител Mazda од неодамна е кросоверот CX-5 и досегашната генерација беше мощно популарна на македонскиот пазар кога станува збор за Mazda, а сега со подобрувањата секако ќе има дополнителна привлечност, велат од Star Motors. Од надвор моделот се повеќе личи на CX-9 и CX-4, но е изграден на истата платформа Skyactiv како и својот предходник. Подсетување дека ова е првата самостојно развиена шасија од Mazda. Предната суспензија на новиот модел е Макферсон, а задната во повеќе точки. Цврстината на каросеријата на CX-5 е подобрена за 15,5% благодарение на широката употреба на материјали со висока цврстина. Звучната изолација на кросоверот според представници на брендот е подобра. Моторната гама на европската верзија на моделот ги нуди истите мотори, како и претходната генерација на возилото. Тоа се бензинските агрегати од 2 и 2,5 литри и дизел мотор со работна зафатнина од 2,2 литри. Сите мотори можат да работат заедно со 6 брзински мануелен менувач или со автоматски со ист број брзини. Независно од тоа дека меѓуоскиното растојание на новиот кросовер не е променето, возилото е 10 мм пошироко, а волуменот на багажниот простор сега е за 5 литри поголем, па сега изнесува 505 литри. Цената за базниот модел не се разликува премногу и од онаа за досегашната генерација, односно стартува од 28.480 евра. Во сервисите на Auto Македонија во моментов врие како во кошница. Дел од клиентите ги користат бенефитите од кампањите во пресрет на летото организирани од компанијата, други се на редовен сервис, а трети пак на репарација на својата каросерија од штетите направени од невремето пропратено со град кој неодамна ја зафати македонската метропола, кој навистина оштети многу возила. Секако најактуелни се зафатите од специјализираниот странски тим, кои применуваат на вистина врвна техника и ги решаваат вашите проблеми, односно оние дупки на каросеријата без китирање и фарбање. Целиот зафат, во зависност од оштетувањата, трае само неколку часа и гаранцијата дека се отстрануваат сите аномалии е 90%. Технологијата е Paintless Dent Removal, која се применува со децении и постојано се усовршува, а се изведува со специјален алат. Како што ни објаснија членовите на тимот, поправката се врши со масирање на лимот. Во зависност од оштетувањето на автомобилот, доколку може да се пристапи до оштетувањето од внатрешната страна, се користат специјални иноксни алатки, но доколку не може да се приде на длабнатината, тогаш извлекувањето се користи со специјален лепак и извлекувачи. Нема лакирање, нема китирање, се заштитува околината, а на клиентите им се гарантира и до 50% пониска цена за поправка во однос на класичните методи. Ефектот е навистина голем и навистина е голем бројот на клиенти, но ако се уште не сте ги решиле вашите последици од градот, тимот е овде до крај на месецот. Во меѓувреме, во сервисот траат неколку сервисни кампањи за летото. За сите корисници на услугите на сервисите на Auto Македонија, во тек е летната акција, каде ви се нуди можност да направите бесплатна проверка на вашиот автомобил во 50 точки. Со цел да го подготвите автомобилот за летото, па и вашиот одмор, ви се нуди бесплатна проверка на подвозието, подпирањето, амортизерите, системот за разладување, каде се ладилникот, климата, комплетна работа на моторот, сопирачките, пневматиците, светлосните состави. Доколку е потребно да реализирате некои поединости, како на пример целосно прочистување на системите за гориво, замена на автостакла или монтажа на квалитетни термофолии, замена и додавање на лубриканти, балансирање на пневматиците или ултрамодерно центрирање, ви се нудат попусти од 20%, па и повеќе, како за деловите, така и за работната рака. За членовите на Opel клубот важат сите овие поволности, а во ЕКСЕ две кампањи, 4+ и 7+. Станува збор за автомобили чија старосна граница минува 4, односно 7 години, за што се нудат одредени поволности при сервисирањето, како и за деловите кои
треба да ги напоменеме се оригинални Опелови. Доволно привлечно да ги посетите сервисите на Auto Македонија и ако ништо друго, проверете и освежете го вашиот автомобил. Соучество на повеќе верзии со различно ниво на опрема од актуелната генерација на пикапот на Исузу, како и два сосема нови од освежената изведба, македонскиот импортер Auto Македонија реализира несекојдневна презентација на најновото остварување на јапонскиот гигант. Ниту надвиснатите црни облаци полни со дожд, ниту силниот ветар не ги сопре над 20-тината модели, што од досегашната како и од обновената верзија на Исузу D-Max се упатија кон јасен, каде нашиот домаќин замисли да се реализира главниот дел од презентацијата на освежената верзија на ова најново остварување Исузу D-Max Picnic. Не вела џабе дека храбрите ги прати среќата, иако во текот на патувањето до Јасен постојано врнеше, кога пристигнавме на крајната дестинација, дождовните облаци заминаа, а и ветерот дуваше со многу помал интензитет. Тоа им овозможи на сите на определената тест делница, комбинација на офроуд и асфалт, да ги пробаат двете подготвени верзии од страна на Auto Македонија. Обновената верзија на Исузу D-Max пристигна во салоните на македонскиот импортер со посвеж изглед, ентериер и ревидиран турбодизел мотор. Станува збор за 1,9 литарскиот мотор на Исузу, кој пристигнува и со модифицирани 6-брзински мануелен и со исто толку степени автоматски менувач. Надворешни стилистички промени за D-Max вклучуваат поголема предна маска, нов дизајн на фаровите со LED дневни светла, нови браници и стилизирани алуминиумски тркала. Промените во внатрешноста вклучуваат нов дисплеј инструмент, подобра ткаенина на седиштата и панелите на вратите и навалена подагол положба на седиштето назад во моделите со двојна кабина. Hill Assist, системите за помагање при управување на нагорнина и надолнина, веќе се стандард, заедно со бесклучен пристап и стартување, карактеристични за повисока класа на модели. Во организација на импортерот за програмата на германскиот спортски гигант Porsche Кајнас во македонската метропола по трет пат допатува караванот Porsche Driving Experience, составен од безпрекорно подготвените зверки на производителот, за да на и овие простори на свој начин ги презентираат своите вредности и врвен квалитет. Имено, годинава Porsche Македонија се најде повторно на мапата на својот принципал да преку посебен настап представи дел од својата гама за потенцијалните клиенти, партнери, пријатели и новинари. Porsche во Скопје овој пат се представи со педигрирани грла од својата ергела, Porsche 718 Boxster S, Macan Turbo со пакет перформанс, Porsche Panamera Turbo, Porsche 911 Turbo S Coupe и Porsche 911 GTS Cabrio, кои клиентите и новинарите можеа да ги тестираат низ неколку добро осмислени вежби за да се запознаат поблизу со новите индивидуални динамични карактеристики и перформанси.
Веќе на стартот се најдовме за управувачите на моделот со кој минавме низ посебно поставена слалом патека за да ги доловиме подобро вредностите на подпирањето кај Поршеовите остварувања верзијата Boxster S. Моделот е двосет родстер со дизајн многу близок на моделот Cayman S. Надворешно автомобилот се разликува по малку модифицираните светла за магла, поголемите отвори за воздух на предниот браник во која се интегрирани и дневни LED светла и новиот дизајн на задните светлосни состави. Во Boxster S е вграден нов 2,5 литарски 4-цилиндарски мотор со моќ од 350 конски сили, 35 повеќе од стариот. За прв пат на клиентите им се нуди ПДК менувач кој е со 2 спојки. Освен што со него брзините се менуваат со 0,1 секунда побрзо отколку кај стандардниот 6-брзински мануелен менувач. Тој помага и за економичноста на горивото. Porsche Boxster S има просечна потрошувачка на гориво од 9,2 литри на 100 км, што е за 11% помалку од досегашните модели. Иако вкупната маса е зголемена за 15 кг, моделот опремен со спорт кроно пакет до 100 км на час забрзува за 4,2 секунди. Неговата цена е 150.000 евра. Втората вежба ја реализиравме со Porsche Panamera Turbo, која беше да доловиме дел од способноста на крајно еластичниот мотор на одредена дестинација и без никакви индикатори да се движиме со константна брзина од 40 км на час и да почувствуваме како оваа огромна ѕверка се снаоѓа во градските метежи. Panamera Turbo располага со 4-литарски V8 битурбо мотор со мокност од 550 коњи и 770 Нм за брзува до 100 км на час за 3,8 секунди. Максималната брзина е 306 км на час, додека просечната потрошувачка на гориво по фабрички податоци е 9,3 литри на 100 км. Треба да се напомене дека и оваа верзија беше со менувач ПДК, а како опција имаше систем за сопирање Porsche Ceramic Composite Brake. Ова е сосема нов модел и неговата вредност е 300.000 евра. Третата вежба беше со посебно спакување за оваа цел модел 911 Turbo S, кој беше најскапата ѕверка во рамките на караванот, односно неговата вредност е 330.000 евра. Со него ја испробавме функцијата Launch Control и неговиот начин на активирање. Не е тајна дека со оваа своја изведба Porsche дава посебен печат на 4-децениската Turbo ера во својата историја. Turbo S се одликува и со стандардни LED светла Porsche Enter and Drive, Burmester High and Surround Sound System, ПДК трансмисија, сигурносни појаси во боја Servotronic. Мокноста на моделот е 580 конски сили кои доаѓаат од 3,8 литарскиот боксер мотор со директно вбризгување на горивото и двојно турбо со максимален вртежен момент од 750 Нм, кој се пренесува на сите 4 тркала. Тоа го прави автомобилот ракета, од место до 100 км на час да се лансира за 2,9, а со Launch Control за неверојатни 2,6 секунди. Со 911 GTS ја искусивме управливоста на задните тркала, а вежбата беше слалом наназад. Моделот се карактеризира со новите дизајнерски детали, како и 3-литарскиот Twin Turbo 6-цилиндарски боксер кој во GTS варијантата испорачува 450 конски сили и 550 Нм вртежен момент. Благодарение на новиот мотор Porsche 911 GTS со тврд покрив забрзува до 100 км на час за само 3,6 секунди. Сите варијанти може да се нарачаат со мануелен менувач или пак со ПДК автоматски менувач со двојна спојка, каков што беше случајот во моделот што го управувавме. Визуелните измени ги вклучуваат новите предни и задни светла, нов спорт дизајн преден сплитер, 20-инчни тркала со централно прицрствување и црни завршетоци на издувниот систем. Во интериерот го имавме спорт кроно пакетот, а многу делови од кабината се обновени во Алкантара. Цената на изведбата беше 253.000 евра. На крајот за петата вежба, каде беше во прв план паралелно паркирање со помош на камерата од 360 степени, ја реализиравме со Macan Turbo со пакет перформанс.
Набилданиот кросовер е опремен со форсиран до 440 конски сили и 600 ньютон-метри 3,6 литерски V6 со 2 турбополначи. Пакетот перформанс додава 40 коњи и 50 ньютон-метри кон моќноста и вртежниот момент на стандардниот Macan Turbo. Новата максимална верзија забрзува од 0 до 100 км/ч за 4,4 секунди и развива максимална брзина од 272 км/ч. Уште поимпресивно е забрзувањето од 80 до 120 км. Во режимот Sport Plus тоа трае само 2,9 секунди. Освен со помоќен мотор, Porsche го опреми Macan Turbo Performance со намален за 15 мм клиренс, нов систем за сопирање, пакет Sport Chrono и спортски ауспух. Пакетот Performance вклучува голем број на опции. Меѓу нив се 21-инчни филми од 911 турбо со краци во сјајна боја, LED светла со систем PDLS+ и куп декорации во црно. За изгледот на внатрешноста се предвидени голем број елементи од јаглеродни влакна и бело осветлување на преговите со името на моделот. За ова остварување, оние кои го посакуваат треба да избројат 185.000 евра. Одлична организација од страна на Porsche Македонија, која влезе во оваа шема на спортскиот гигант, па и во иднина ќе имаме нова прилика за дружењето со некоја од зверките. Во оваа прилика од Поршеовата ергела на располагање не беа вкупно 2370 коњи со вредност од близу 1,3 милиони евра, што е вистинска реткост на едно место, ексклузивно за светот, а камоли за овие простори. Првиот ден на летото годинава ни мина дружејки се со најновите пред се добро набилдани Сеатови изданија. На патеката навак, крај Белград и на дел од патиштата околу неа, имавме можност да ги возиме новата петта генерација на Ибица, која, како што ни беше најавено, се очекува наскоро да се најде во продажба и кај нас. Потоа, FR извидбата на кросоверот Атека, како и посебно подготвените изданија за офроуд полигонот и секако караванското издање на Леон, кое кон своето име го има додатокот Cupra ST. На почетокот на презентацијата, одговорните од Seat се пофалија со извонредните постигнувања во последната година на планот продажба, истакнувајќи дека тие се најдобрите во историјата на брендот. Беа реализирани вкупно 408.700 единици, што е пораст за 2,2%. И годинава се бележат извонредни резултати, а особено беше добар април со зголемување на продажбата за 16% во однос на истиот период минатата година. Петата генерација на Ибица се одликува со целосно нов дизајн, во кој се одразува спортскиот карактер на Seat. Водечкиот модел на шпанската марка го задржува својот младешки, функционален, спортски и комфорен дух и го комбинира со свеж дизајн под влијание на големите браќа Леон и Атека. Компактниот модел е опремен со најновите технолошки карактеристики, спакуван е со извонредна динамика и импресивно подобрување во интериерот за поудобно патување. Овој огромен напредок во квалитетот се постигнува благодарение на новата модуларна платформа MQB A0, што се однесува до FR верзијата, која нам ни беше представена, би ги издвоилен LED светлата и некои детали по кои новиот Seat е предпознатлив веднаш. Се одликува со заден дифузер, спортска суспензија и мускулест изглед. Новите тркала се со димензија од 18 инчи и се обоени во две контрастни нијанси. Спортскиот интериер во моделот FR се одликува со рамено доздола управувачи црвени рабови на тапацирот. Новиот Seat Ibiza се нуди со мотори кои одговараат на регулативата за емисија Евро 6. Меѓу предложените за избор опции се 3 бензински мотори со алуминиумски блокови и цилиндри.
Првиот е 1 литарски 3-цилиндерски TSI со моќност од 95 или 115 конски сили. Новиот 1,5 литарски 4-цилиндерски TSI бензински турбомотор кој развива 150 конски сили беше во моделот што ние го пробавме. Ефикасните дизел мотори 1,6 TDI ќе бидат достапни во варијанти со 80, 95 и 115 конски сили. Менувачите се 5 брзински мануелни за базните мотори и 6 степени за најмоќните агрегати. Како опција се нуди и 7-степен автоматски менувач со двојна спојка DSG. Верзијата која нам не беше на располагање беше спакувана со подобрено подпирање и некои спортски елементи и рака на срце ни го поткрена доволно адреналинот на потегот до Обедска бара, специјалниот природен резерват. Со најновото и прво кросоверско остварување на Seat, моделот Ateca се дружевме во 2 наврати. Првиот, кога нашите домаќини преку повеќе дисциплини на специјално подготвена патека ни ги покажаа офроуд можностите на шпанката, која навистина беше безкомпромисна, а потоа кога ја испробавме на веќе споменатата дестинација и со FR изведбата. Новиот предлог на шпанската марка доаѓа со адекватно топ ниво на опрема, но со дополнителен акцент на динамиката и спортското емитување. За таа цел возилото има црни шини на покривот и рамки на стаклата, специјални додатоци на предната решетка со развиени за верзијата предни и задни браници, како и диодни дневни светла. Ateca FR доаѓа со 19-инчни фелни, црн заден спойлер, алуминиумски прагови со логото FR, повеќе наменски спортски управувач со кожен тапацир, спортски седишта, педали со алуминиумски влошки. Ateca ќе се нуди со 2-литарскиот TSI мотор со 190 конски сили, што ќе им овозможи на идните сопственици на FR верзијата да избираат меѓу неколку бензински и дизел агрегати со максимална моќност од 150 до 190 конски сили. Достапен е исто така и избор меѓу механички DSG менувач, како и варијанта со погон на сите 4 тркала. Јаготката доаѓа на крајот. Домакините ни го представија обновиното на билдано комби Leon Cupra ST, што веќе располага со 300 конски сили. Промените во надворешноста се минимални, нова графика за светлата и мала промена на предниот браник, а не е нешто за одбележување и она во внатрешноста на автомобилот, но шпанците најважните промени кај обновениот Leon Cupra ST ја истакнуваат под хаубата. Тоа е модифицираниот 2-литарски TSI мотор кој има 300 конски сили и 380 Нм вртежен момент, што е за 10 конски сили и 30 Нм повеќе во однос на претходната верзија. Жешкото комби располага со систем за погон на сите тркала и автоматски менувач со 2 спојки. Реновираниот Seat Leon Cupra ST има и бројни системи за безбедност и адаптивна шасија. Сите овие вредности имавме можност да ги испробаме на патеката во друштво на прекалениот ас од патеките, некогашниот победник на Леман, а сега дел од тимот на Seat, Жорди Жене, кој не го криеше задоволството да го сподели искуството од патеката со нас. Peugeot можно рано откри во која насока ќе се движи вкусот на клиентите на автомобилскиот пазар. Градските кросовери се мощно популарни, бројките неверојатно растат во овој сегмент, а французите уште од 2013 година имаат вистински адут на ова поле кој несомнено оствари полн погодок. 3 години подоцна, за да се задржи континуитетот, представена е и освежена верзија која е и во понуда на македонскиот пазар. Практичноста и привлечниот изглед се неоспорни аргументи на Peugeot 2008, благодарејќи на што не изостана ниту пазарниот успех. Имено до представување на обновената едиција во светот беа продадени 585.000 единици, а одлични се и резултатите од моментот кога е лансирано и фейслифт изданието, со што моделот практично од представувањето досега ја држи водичката позиција меѓу кросоверите во B сегментот. За попривлечниот
компактниот изглед на екстериерот, Peugeot 2008 треба да им заблагодари на мощно и карактеристичните атрактивни семени детали од гамата, кои кај освежената едиција се и малку унапредени. Поставена е нова маска на ладилникот, тука е новиот дизајн на капакот на моторот, отворите на крилата добија дополнителна пластична заштита, а мали корекции доживеа и светлата, задните врати и носачите на покривот. Така ова остварување во основа хеджбек успева успешно да ги задоволи потребите на одредените клиенти кои посакуваат поробусен изглед и практичноста на градската караванска креација. Во интериерот на моделот на Peugeot 2008 кој ни беше на располагање, покрај изборот на нови материјали, што вкупниот впечаток го креваат на вистина на солидно рамниште погоре, уверливо најатрактивен детал представува iCockpit понудата. Станува збор за ново решение на управувачот со помал пречник, а над него поставените главни инструменти, што не делува само атрактивно, туку и мощно функционално. Многумина имаат забелешки на малиот управувач, но доколку пробате некое возило спакувано со iCockpit решението, многу работи ќе ви станат јасни, особено во одредени услови на управување на автомобилот. Преостанатиот дел од приказната за внатрешноста следи во стилот на она се што привлекува кај малиот 208 со доза на префинетост. Значи тука би ги издвоиле мощно удобните предни седишта, но без премногу пофалби за задната клупа, од која би додале и не треба да се очекува премногу. Како и да е, може добро да се сместат две лица и комфорот би бил на задоволително ниво, но не за премногу долги релации. Благодарејќи според нас моноволуменскиот облик на каросеријата постигнати се многу компромиси, па затоа овој модел е мощно посакуван. Овде треба да се напомене дека багажникот за оваа цел е поголем за 65 литри од основната 208-ка и изнесува употребливи 350. Што се однесува до пакетот на опремата во тестниот модел, го имавме второто по вредност ниво Active. Од позначајните детали на ова ниво ги издвојуваме тачскрин плюс 6 звучници плюс команди на управувач, USB, Bluetooth и AUX излезите, управувач пресвлечен со кожа, алуминиумските 16-инчни тркала, предни светла за магла, детали во хром, Hill Assist. Веруваме дека и најмалку упатените возачи мощно брзо би го препознале трицилиндирскиот мотор, благодарејќи на неговиот карактеристичен звук. Имено за погон на тестниот модел имавме еден токму таков агрегат од познатото семејство на врвни агрегатски изведби PureTech, којот капацитетот од 1199 см кубни извлекува повеќе од солидни 110 конски сили при 5500 вртежи, како и 205 Ньютон-метри на 1500 вртежи во минута. Ваквите ниски вредности на бројот на вртежите несомнено се заслуга на турбополначот, а дел и на директното вбризгување. Очекувано мал обем, а многу моќ. Па ако сакате побрзо возење или пак премногу застои во сообраќајот во градските метежи, го крива нивото на потрошувачка. Така во текот на нашиот тест во градски услови, потрошувачката варираше помеѓу 7,6 до 8,2 литри на 100 километри, но на отворено таа падна и до 6,5. Ова не се ниту близу вредностите декларирани од страна на производителот, но веруваме дека со воведувањето на Real Life резултатите кои групацијата PSA гласно ги промовира, како и постепеното елиминирање на даунсизингот во догледно време ќе донесе пореални фабрички вредности. Инаку што се однесува до 5-степениот мануелен менувач, добро ја врши својата работа. Со оглед на тоа што ова го носи епитетот Urban Crossover, низ таа призма треба и да се гледаат работите. Тој пред се е наменет за градските средини, но ние се обидовме да направиме соодветна авантура надвор од нив и малечкиот го положи тестот. Не баравме од него да ги потврди вредностите во некои екстремни средини, но каде имаше пред се предизвик, храбро и одважно го прифати. До израз овде дојдоа удобноста и можностите за успешно маневрирање, што не ги потврди забелешките стекнати низ улиците на Скопје, дека ова е динамичен и доверлив кросовер. Голема улога во овој
ова има и потпирањето, на кое посебно се горди француските инженери. Па оние лулања карактеристични за ваквите каросериски изведби како и да ги нема. За оние кои сакаат поекстремни ситуации во Peugeot, како дополнителна опрема го нудат Grip Control, софистициран електронски состав кој ги потврди своите квалитети и во целост го заменува погонот на сите 4 тркала. Заклучок е дека ова е практичен, симпатичен, солидно опремен кросовер кој ќе ви понуди убави мигови при управувањето. Сосем добро спакуван, па веќе потенциравме безмалку и прифатлив од голем број клиенти. Исто така за сето ова свој удел има и ценовната прифатливост. Овој модел чини 17.460 евра. По патешествието со авион до Париз се возиме со воз на француската ТЖВ и ги мериме неверојатните 309 км на час брзина на движење. Конечно пристигаме во Леман, градче од 300.000 жители, малечко и спастрено какво што кај нас не можете да видите, со поголем број трамваи од автомобили, а низ кое поминува реката Сарт, по која е крстена и патеката Суркит де ла Сарт, најпозната по трката на издржливост 24 часа Леман. Овде сме на покана на Форд да се дружиме со автомобилите, но овие не се од калибарот со кој сме секој ден, туку нешто посебно. Арогантни, смело дизајнерски, само за оваа цел скроени, брутални, едноставно подготвени во секој момент да се фатат во костет со времето, километрите, за да ги потврдат своите вредности и врвни перформанси, по кои несомнено се единствени на планетава. Беше навистина предизвик да се видат овие зверки кои во моментов кога пристигнавме, прикриени со превезот на мистеријата, се дотеруваа во боксовите за предизвикот кој трае 24 часа. Се престегнува секое штрафче. Прецизни математички присметки се прават за да може да се издржи тој напор од едно денонокие, се коригираат динамичките вредности, се пеглаат гумите, а од време на време сето тоа се проверува со некој остварен круг на самата патека. Седиме во VIP кабината на Форд, го гледаме новото GT и полека ни се одмотуваат сцените од легендарниот филм Леман, со главна роља на Стив Маквин, каде како возач на свој начин го преживува предизвикот што од него го бара трката. Безпрекорно филмско остварување, но тоа е трката од 1970 година, каде на патеката се Porsche 917, Ferrari 512, Lola T70E. Кога го фокусиравме погледот на денешните изданија и докаде еволуирале автомобилските можности, полека ни се склопува реалниот мозаик. На патеката сме една година по Фордовото освојување на класата во 2016 година и 50 години откако Дан Гурни од Америка и Ај Фојт, исто така од Америка, ја освоија втората последователна победа на она што ќе стане 4-годишна победничка низа на Форд на Леман. Новиот Ford GT тркачки автомобил е кулминација на години на Ford иновации во аеродинамиката, лесната конструкција од јаглеродни влакна и ултраефикасните EcoBoost мотори. Серискиот Ford GT автомобил ќе биде најнапредниот, но исто така и најексклузивен Ford производ досега и ќе биде ограничен до 250 парчиња на годишно ниво глобално. Леман е најголемиот предизвик со кој може да се соочиме со Ford GT, а класата GT Pro веројатно е најконкурентна класа на GT во светот, коментира еден од возачите. Но да почнеме од почеток. Во моментите кога ширум Европа се одржувани Гран При трки, Леман е замислен како сосема поинаков испит во автомобилскиот спорт. Наместо создавање на автомобили кои ќе постигнуваат екстремни вредности и брзини, трката во Леман бара способност од производителите да создадат спортски модели кои треба да го потврдат освен ова и издржливоста, иновациите, технологиите. Во исто време, конфигурацијата на патеката Суркит де ла Сарт бара нивна подобра аеродинамичност и стабилност при високите брзини. Да, некој ќе истакне дека се ова важни сегменти и за Гран При трките, но само за неколку моменти.
па и часови, но едно деноноќие 24 часа. Во даден момент во почетокот на 80-тите, кога поради светската енергетска криза се побара помала потрошувачка на гориво, па така беа проектирани и унапредени моторите. Потоа се појавија можности на имплементирање на технологии за кои се користеа алтернативни горива, па на почетокот на новиот милениум да заискри идејата за хибриди, па во поново време и електрични. Сето ова имаше своја цел, позитивен ефект, голем број технологии да се имплементираат во производството на сериски автомобили. Затоа е Le Mans единствена и по многу нешта оригинална трка во автомобилскиот свет. Во трките најчесто учествуваат околу 50 автомобили. Секој мора да има најмалку 2 места за седење, но некако во последно време тоа се занемарува, иако се почитува. Исто така, секој надпреварувачки автомобил мора да има најмногу 2 врати, додека отворените болиди не мора да ги имаат. Со оглед на тоа што сите надпреварувања се во исто време, постојат одвоени класи. По завршување на трката се прогласува вкупен победник, а потоа оние по класи. Во текот на годините категориите се менуваа, а во моментов се 4. Наменски направени прототипи Le Mans прототип LMP поделени се во 2 класи, LMP и LMP2, кои се разликуваат по брзина, тежина и моќ на моторот. Следните 2 категории се темелат на сериските GT автомобили, кои исто така се поделени според брзината, моќта и тежината на класи GT1 и GT2, во која беше представникот и на нашите домаќини. Во текот на историјата се менувал и бројот на возачите, но според правилата денес има најмалку по 3 за секое возило, пред се од безбедносен карактер, елемент на кој особено се внимава на ова надпреварување, па воведени се и правила кои многу се разликуваат од другите шампионати. Токму така правила и мерки, но и голема традиција. Првата трка е одржана на 26 и 27 мај 1923 година, па секоја година таа се одржува во исто време, на крајот на мај или на почетокот на јуни. Единствено имало преместување поради војни, болести и политичка криза, но трка најчесто се одржува во втората недела на јуни, со квалификации во среда и четврток. Во петок е парада низ центарот на Le Mans и сабота и недела трката. Во текот на одржување на целата манифестација секогаш има премиери на разни спортски креации на возила, па и сериски автомобили, трка на легендарните изведби и изложба на истите.